Во ова издание, пресудата за рекет испраќа важна порака дека корупцијата нема да се толерира. Стејт департментот за гласот на Америка. Голготата продолжува. Предизвиците годинава за време на COVID-19. Светски ден на бегалците. Спроти 21 јуни денот на таткото приказна за татко и ќерка приведени заедно на протестите во САД. Поинако фаго за нераскинливиот однос. Ке ви кажеме, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, ова е News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски. И во Европа се погласни барања за отстранување на споменици од колонијални личности од историјата. За ова подоцна во емисијата на почеток вестите. Пресудите за Катица Јанева и за Бојан Јовановски испраќаат важна порака дека корупцијата нема да се толерира, рече портпарол на Стејт департментот во изјава за Гласот на Америка. Овој случај става јасно до знање дека злоупотребата на јавна функција за лична корист ќе биде казнета соодветно, рече портпаролот, велејќи дека одблизу го следат овој случај. Додаде дека фер и непартиско менаџирање на судството е суштинско за иднината на Северна Македонија. Председателот Доналд Трамп утре треба да има предизборен собир во Тулса, Оклахома. Менаџерите на арената каде ќе се одржи настанот бараат кампањата да обезбеди план со здравствени препораки за присутните. Причината за ваквото барање е зголемениот број на случаи на коронавирус во Тулса изминатиот период. Сенаторката од Минесота Еми Клобучар рече дека се откажува од трката за подпредседателка и наместо тоа го повика демократот Џо Бајден да избере жена која не е бела, пренесува Associated Press. Бајден веќе се обврза да избере жена за своја партнерка во изборната трка. Протестите црните животи се важни, освен во САД се проширија и во Европа. Во Британија барања за отстранување на спомениците на колонијални личности, трговци со робови. Хенри Риджвел има повеќе од Лондон. Една од најпрестижните институции во Британија сега е во центарот на остра дебата за колонијалното минато на земјата. Илјадници луѓе изминативе денови протестираа пред споменикот на Сесил Роудс крај колеџот Ориел во Универзитетот Оксфорд. Тој живеел во 19-тиот век и бил британец, рударски магнат и политичар во Јужна Африка. Овој демонстрант одби да го каже своето име. Како може да го славите колониализмот во африканските земји? Како може да го славите уништувањето на африканските земји? Како може да го славите крадењето од африканските земји? Роудс ја основал диамантската империја Де Бирс, а по него била наречена и Родезија, додека била дел од британската империја. Тоа е денешно Зимбабве. Неговата политика за расна сегрегација била предходник на апартхеидот. Тој ги поставил основите на искривениот систем кој го гледаме. Одземањето на земјата, особено во Јужна Африка и попрецизно во Зимбабве, современото Зимбабве и во Замбија. Тоа не е вредно за славење, без оглед на тоа што неговото наследство завршило во Универзитетот Оксфорд за доделување стипендии. Речиси 200.000 луѓе ја имаат подпишано петицијата со која се бара одстранување на статуата. Кампањата е поддржана од 26 градски советници во Оксфорд, кои велат дека споменикот не соодветствува со посветеноста на градот против расизмот. Колеџот Ориел испрати соопштение во кое вели веруваме дека црните животи се важни и го поддржуваме правото на мирен протест. Еден од историчарите од Оксфорд пак вели дека барањата за отстранување на споменикот се претерано поедноставување. Мислам дека мора да се биде многу внимателен со овакви прашања, за да не се избере само една индивидуа, зашто целата империја, цела Британија, универзитетите, градовите, индустријата, се било изградено со материјали, ресурси и богатство земени од други делови од светот. Во 2016-та, Универзитетот на Кейптаун во Јужна Африка го отстрани споменикот на Сесил Роудс по неколку месечни демонстрации. Во сабота се одбележува светскиот ден на бегалците. Араш Арбасади за предизвиците со кои се соочуваат, особено во време на COVID-19. Сирискиот бегалец Мохамед Ал-Калаф избегал од неговата земја, воено жариште, за да започне нов живот во Германија. Далеко од бомбите и крвопролевањата, тој го остварил својот сон и се вработил во железница. Јас сум човек кој секогаш се обидува добро да ја заврши работата и да напредува. Ал-Калаф е еден од милионите раселени луѓе
на кој Обединетите нации им го посветија светскиот ден на бегалците. Денот во суштина е можност да се потенцираат потребите на бегалците за меѓународна заштита и поддршка, но и нивната разноликост и достигнувања во светот. Гедени Вилијамс раководи со одделот за комуникации на УНХЦР, програма за бегалци на Обединетите нации. Таа вели дека коронавирусот е дополнителен предизвик за бегалците кои и онака се соочуваат со проблеми. Поради пандемијата на COVID-19 на одредени места е намалено присуството на меѓународните организации. Такво место е Јемен, каде оваа недела повторно изби насилство, откако истече примирието воведено поради коронавирусот. Околу 80% од населението се подпира на хуманитарна помош, а капацитетите на Обединетите нации се искористени максимално. Се наоѓаме во ситуација кога не се доволни средствата и ресурсите со кои располагаат хуманитарните организации, особено УНХЦР, а со коим се помага на владите и на луѓето да одговорат со предизвиците. Војната и насилството се причина за раселување на речиси 71 милиони бегалци во светот. За да се одговори на нивните потреби, треба меѓународна мобилизација од широк обем, вели Бојан. Токму затоа УНХЦР соработува со американската влада и со влади ширум светот за да пронајде адекватни решенија кои можат да одговорат на предизвиците, но и кои се одржливи на долг рок. Со тоа на бегалците како Калав им се дава шанса за живот надвор од војна. Не можев да мислам за мојата иднина, а сега ја имам оваа обука со гарантирано вработување која ќе ја завршам. Сега повторно можам да мислам на иднината. Повторно имам надеж. За крај на News Flash, в недела се одбележува Father's Day, денот на таткото во САД. Керилин Персут има повеќе за нераскинливата врска меѓу таткото и ќерката, особено кога за време на протестите во САД беа приведени заедно на демонстрациите татко и ќерка. Јулија и Малком Јанг делат заеднички ставови за човековите права. Кога таткото и ќерката слушнаа за маршот, поттикнат од смртта на афроамериканецот кој загина во полициско апсење, тие знаеа дека мора да бидат тука. Тој и мајка ми ме воспитаа да се грижам за другите луѓе, за нееднаквоста и неправдите во светот. Таткото и ќерката се поборници за социјална правда, кои се занимаваат со различни професии. Малком е адвокат, тој ги промовира правата на затворениците. Јулија предава историја на коледж и има напишано книга за емиграцијата. Во јули минатата година тие присуствуваа на протест за децата емигранти пред Американскиот Капитол. Му испратив порака на татко ми во која пишуваше: сакаш ли да не уапсат заедно? И реков Јулија, семејство кое е уапсено заедно, останува заедно. И токму така се случи. Беа уапсени заедно. Во хаосот што следеше, врската меѓу таткото и ќерката зајакна. Тоа беше многу ранлива позиција. Рацете ви се зад грбот. Емотивно реагирав кога го видов татко ми со лисици. Јулија повторно беше одвоена од мене и се обидував да видам дали е добро. Ја видов како ме гледа. Ме праша дали сум во ред. Што може да биде побаво за еден татко од тоа да ја почувствува грижата на своите деца за него? Неколку месеци подосна, двајцата отпатуваа за Дили во Тексас, за да интервјуираат жени кои бараат азил во САД. И како што течеше времето, сватив дека тоа е навистина вешт во прикажувањето на приказните на луѓето, кои можеби се премногу травматизирани, за да ги раскажат нивните искуства. За човек кој започна да протестира за време на војната во Виетнам, Малком вели дека иднината изгледа светла, додека Америка се соочува со расната неправда. Додека гледам како Јулија и други млади луѓе мирно протестираат на улиците за да се изврши притисок за промени, знам дека има надеж да се успее. Ако не денес или вчера, тогаш утре. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Со најнови информации се гледаме в понеделник. Пријатна вечер и пријатен викенд.